Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Советот за развој на Источниот плански регион во Зрновци ја одржа 11-та редовна седница. Градоначалниците од 11 општини од регионот, меѓу другото, ги разгледуваа и приоритетните проекти за развој до 2019 година, како и степенот на реализираност на проектите од прекуграничната соработка со Бугарија. Обемен дневен ред има пред себе градоначалниците од Источниот плански регион на редовната седница на Центарот за развој, чиј домакин беше општина Зрновци. Најголем број од точките се однесуваа за проектите што треба допрва да се реализираат, а се очекува да овозможат рамномерен развој во предстојниот 4-годишен период. Пред нив беше презентирана стратегијата за регионален развој на Република Македонија во периодот од 2009 до 2019 година, во чии рамки се утврдуваат и приоритетните области за развој на Источниот плански регион во наредните 4 години. Исто така беше презентирана и информацијата за проширување на функциите на Центарот за развој, а што се однесуваат во насока на спроведување на активности и услуги за поддршка на приватниот сектор. На седницата беше презентиран и степенот на реализација на проектите во текот на оваа година, а финансирани од меѓународни институции во рамки на програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Градоначалниците од Источниот регион го разгледаа и предлогот за надградба, односно влегување во втора фаза од проектот за географско-информационен систем, а беше усвоена и предлог одлуката за преотстапување на објектот на реновираната турска бања во Виница на општината. Во рамки на седницата за градоначалниците имаше и две презентации за еколошко и економски исплатлива технолошка постапка за депонирање и преработка на цврстиот отпад, како и за воведување широкопојасен интернет во руралните средини во регионот. Објавен е конкурсот за доделување 25 стипендии на општина Кочани. За паричната помош можат да конкурираат студенти кои студираат на дефицитарните струки на државните универзитети во Македонија. Општина Кочани во оваа студиска година ќе го поддржува студирањето на вкупно 25 студенти кои ќе добиваат месечна стипендија. За таа цел веќе го објави конкурсот за пријавување на заинтересираните кандидати кои студираат на јавните високообразовни установи во Република Македонија. Една од стипендиите е определена да ја добие студент кој е припадник на ромската етничка заедница. Во конкурсот има неколку услови што треба да ги исполнуваат студентите, меѓу кои да се македонски државјани и да се жители на општина Кочани, односно да живеат во градот или во некој од населените места што припаѓаат на општината. Исто така треба да се редовни студенти и да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или компании. На конкурсот можат да се пријават студенти кои се втора или повисока година на студирање, а припаѓаат на така наречените дефицитарни струки. Според одлуката на градоначалникот, како дефицитарни кадри во студиската 2014-2015 година во општина Кочани се студентите на архитектура, на градежен, геодетски, технолошки или машински факултет. При изборот на кандидатите, најважна улога ќе има остварениот успех во текот на студирањето, што може да им донесе до 80 бода, што не важи и за кандидатите од ромска припадност. Еден од главните услови се и материјалните можности на семејството во кое живее студентот, што носи најмногу 20 бода. Дополнителни 5 бода носи дефицитарноста на струката, а уште толку ако студентот е дете на самохран родител. Приоритет за добивање стипендија имаат децата без родители или пак деца кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување. Општина Кочани 6-та година поред распишува оглас за доделување стипендии, при што парична помош, освен на студенти, порано им беше доделувана и на средношколци. Оваа, како и минатата година, одлуката на комисијата беше поддршката да им се даде само на лицата кои учат на високошколските установи. Пријавувањето на кандидатите ќе трае до 20 октомври, а документите можат да се испратат по пошта или да се достават во едношалтерската канцеларија на општина Кочани. Од почетокот на месецот функционира новата градска капела во Виница. Со тоа се испочитувани законските прописи, а свештениците додаваат дека на тој начин ќе нема промени во досегашните верски обреди. Со отворањето на градската капела од 1 октомври и за виничани важи постоечката законска обврска поврзана со погребувањето. Цената за користење на капелата е 3000 денари, од кои 2000 за користење на ладилникот, 500 денари за изложување на починатиот во мртовечницата за верски обреди
и исто толкава сума за користење на просторот за подготовка на покојникот за погребување. Согласно членовите 26 и 30 од Законот за гробишта и погребални услуги, секој покојник кој што после утврдувањето на смртта во рок од 2 часа треба секој покојник да биде донесен во мртовешницата во рамките на градската капела, каде што ќе стои се до излагањето 2 или 3 часа пред погребот. Значи, задолжително е сите странки, секоја фамилија, каде што ќе имаме случај на покојник во семејството, веднаш да го донесе после утврдувањето на смртта во градската капела и понатаму процедурата е 2 или 3 часа во зависност од барањето на семејството, покојникот ќе биде изложен овде во градската капела и ќе се врши потоа опелото кој што го вршат поповите од Македонската православна црква и ќе се изврши чинот на погребување. Службите на комуналното јавно претпријатие Солидарност задолжени за капелата ќе работат 24 часа. Со нејзиното отворање ќе се надмине досегашната традиција со организирање поворки по улиците, затоа што тоа произлегува и како обврска од законот. Тоа е пренесено и до луѓето од Македонската православна црква, значи тие го знаат исто тој член од законот, така да во иднина нема да бидеме сведоци на поворките кои што се луѓе кои се движат во градот Виница, што е непријатна слика за сите. Од храмот Свети Архангел Михаил велат дека и покрај релативно новата законска регулатива која извесен период е на сила, нема суштински промени во верските обреди поврзани со погребувањето на покојникот. Значи и сите верски обреди како што се вршеа до сега опелата си остануваат исто, само со тоа што се скратува поворката. Свештеникот си оди и дома, прави 3 саги и потоа пак опелото го врши во црквата на градските гробишта, а потоа пак и свештениците пак се враќаат дома, на верниците им осветат вода за здравје. Значи, од наша страна, ништо не се скратува, опелата си остануваат како до сега што се правени во духот на православната црква, во духот на нашата традиција, но исто така си останува и досегашната цена. Приспособувањето на просториите за потребите на градската капела беше платено со средства од општинскиот буџет во висина од 2 милиони денари. 2014 е тешка година за пчеларите во однос на приносите на мед. Променливото време ги намали на половина. Тоа ќе значи и драстичен скок на цената на медот, која се движи од 400 до 500 денари по килограм. Тешка година за пчеларите е 2014. Нестабилното време директно се одрази врз приносите на мед. Ако досега пчеларите вадеа по 15 килограми мед по пчелно семејство годишно, сега се намалени на половина. Медот оваа година исто ќе биде дефицитарен производ. Веќе на пазарот се најавени некои покачувања. Околината исто така, односно Србија како значителен производител на мед оваа година поради временските неприлики исто е со проблеми во производството на мед, така да тоа ќе се одрази директно во догледно време во нашата држава. Приносите се негде движат од 7-8 килограми до 10 за постојно пчеларење, односно за статично пчеларење и негде до 15 килограми за селечно пчеларство, односно за преселување на пчелните семејства на втора паша. Значи оваа количина и трошоците направени за сите тие активности и сега, односно за зимувањето, прават дополнителни трошоци. Така да од тај аспект ќе биде тешка година за зимување на постојните пчели на пчеларите. Поради намалените приноси и дефицитот на мед не е исклучена можноста да има и драстично покачување на цената, која може да достигне и до 500 денари за килограм. Веќе има најави за скокнување на цената, така да од традиционалните 250 денари веќе што се држи 3-4 години, веќе има најава, веќе се продаваат мед по 300 денари, тоа е ливадски мед, претежно од нашиот крај, а веќе во одредени делови на државата, односно, например, имам информации дека веќе во Дебар е 500 денари, во Тетово и Гостивар е 400, сега на државната манифестација во Скопје, што се држа минатиот викенд, медо е минимум 300 денари, така да овој производ ќе има корекции на цените. Деновиве пчеларите ги прават последните подготовки за зазимување на пчелните семејства, што значи и дополнителни трошоци за нив, додава Данилов.
Специализирана медицинска рехабилитација за децата со тешки заболувања овозможува Фондот за здравствено осигурување. Тоа е новина која стартуваше од 1 октомври годинава. Од 1 октомври важи новиот правилник на Фондот за здравство за специализирана медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување за децата со сериозни болести. Станува збор за лицата до 18 години со онколошки заболувања, односно церебрална парализа, мултиплекс склероза кај средни и тешки испади на локомоторен систем, плегии, тешки парези, ревматоиден артрит. Правото на специализирана медицинска рехабилитација ќе може да се оствари врз основа на конзилијарно мислење, специјалистички извештај и мислење на лекарската комисија на Фондот за здравство, без потреба од хоспитализација. За прв пат дефинирана е листа со индикации за остварување право на специализирана медицинска рехабилитација, како составен дел од правилникот. Во листата се утврдени индикациите, шифрите на диагнози, специјалистите кои даваат предлог за медицинска рехабилитација, потребната медицинска документација и време траењето на рехабилитацијата, велат од подрачната единица на Фондот за здравство во Кучани. На осигурените лица со рехабилитацијата се обезбедува постапка на физикална терапија, масажа, кинезитерапија, електротерапија, хидро- и термотерапија и примена на ултразвук. Специализираната медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се спроведува во текот на целата година во здравствени установи специализирани за вршење на рехабилитацијата. Се спроведува континуирано, како и за време за викенди и празници. За децата со церебрална парализа, рехабилитацијата може да трае до 30 дена и тоа до 4 пати во текот на годината. Во трговската мрежа во Македонија се повеќе се среќаваат прехранбени производи што се именуваат како млечни, иако не се произведени од млеко. Федерацијата на фармери планира да спроведе кампања за да се информираат граѓаните со цел да се заштити нивното здравје од користењето такви продукти. Голем дел од сирењето и останатите млечни производи во малопродажната мрежа во Македонија, наместо од млеко, се произведени од други суровини што представуваат негова замена. Цените на ваквите производи се нешто пониски од останатите, што се прифатливи за потрошувачите, но ги доведува во заблуда дека се хранат здраво и квалитетно. Од Федерацијата на фармери се загрижени што таквата практика има негативно влијание и за соодветната здрава исхрана, но и за развојот на сточарството во државата. Направените истражувања на пазарот покажале дека состојбата е сериозна и неопходни се соодветни мерки за да се информираат граѓаните за она што го користат како храна, а се продава како млечен продукт. Ние имаме некои констатации, една кампања што сакаме да спроведуваме за да се користат граѓаните чисто млеко и производи кои се произведуваат од млеко. Па така има големи напливи на производство на не е вештачко сирење, значи тоа не е ни сирење, во продавниците се наименува со разни имиња, значи оние откупувачи не се ни оштетени бидејќи не ни произведуваат од млеко. Значи млекото нон-стоп се намалува нашето производство на млеко, што е на штета на здравјето на граѓаните на Република Македонија и ние сакаме да спроведеме акција зашто што и со ветеринарната комора се работуваме цело време, кај што и они се жалат дека што намалува и на сточниот флот и они немаат работа. Значи они се потребни на сточарите, а исто така и сточарите нив. Така да со една појака кампања би можела да се подобри производство, но и цената на млекото што ќе биде основно начин за сточарите да го развиваат и да инвестираат во својата стока, во своето стадо. Од Федерацијата на фармери сметаат дека иако не е забрането да се прави замена на вистинското млеко со суровини што на изглед ги имаат истите карактеристики, сепак при продажбата на ваквите производи треба да стои јасно назначување дека се работи за сирење или слични продукти кои во себе не содржат млеко. Очекуваат во кампањата да добијат поддршка и од земјоделските и сточарските здруженија, како и од соодветните државни институции. Од почетокот на месецот стартуваше сезоната за лов на крупен дивеч. Ловното здружение Бел камен од Виница постави нова инфраструктура со цел поуспешно организирање на планираните акции. Помина законскиот рок до кога ловните здруженија мора да вршат заштита на крупниот дивеч. Датумот беше 1 октомври. Од ловното здружение Бел камен од Виница велат дека во вакум периодот се направени штети од страна на дивите свињи, но до тогаш тие не можеа да преземат ништо. Правата хајка сезонава беше предвидена за крајот на минатиот месец. Се поголем е одзивот за есенските и пролетни хајки што ги организира ловното здружение Бел камен, велат од таму.
За таа цел поставена е нова инфраструктура на неколку локации, а кон акциите се придружуваат ловци од други населени места. Имаме дружба со заеднички ручок, на крајот заврши со песна и мислам дека хајките се одлично организирани. И возобновивме ловечката вечер, значи 10 години беше стопрена, сега ја возобновивме и таа ловечка вечер веќе оваа година по четврти пат повторно се возобновува. Изградени имаме доста чеки, како специализирана чека за волк, така и други чеки за лов на штетен дивеч. Заради тоа што мора да ги да го чистиме штетниот дивеч на нашите терени, колку е нашите можности. Ловот генерално е атрактивен и за ловците од странство. Најголемиот дел од оние кои доаѓаат во Виница се лица со привремено или постојано живење во странство, а по потекло од овие краеви. Ние имаме ловци доста од диаспората, мислам наши граѓани од општина Виница, кои исклучиво си доаѓаат со таа желба за лов зимно време, за да проведат некој време на лов тука. Ама тоа се наши граѓани, а инаку имаме исто една група ловци италијани која доаѓа на лов тука за комерцијален лов, доста поштена група, доста добри другари, така да тоа е само таа група што доаѓа моментално во општина Виница. Мислам дека и оваа година ќе бидат присутни на нашите терени. Тоа ловат не иде 3-4 дена, тука оценуваат во нашиот крај и се заменуваат. Сезоната за лов на прелетен дивеч траеше до 15 септември. Од почетокот на месецот започна сезоната за лов на крупен дивеч, додека на 11 октомври почнува сезоната за лов на еребица и зајак. Верниците од исламска вероисповед в сабота го слават Курбан Бајрам, денот кога им посветуваат внимание на сиромашните и принесуваат курбан, кој представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот. На празникот му претходи 10-дневен пост. Курбан Бајрам значи доближување кон Аллах и со принесувањето курбан муслиманските верници се доближуваат кон Аллах затоа што курбанот според нив е Божја оврска. Тука се зема социјалниот момент во преден план, затоа што курбанот представува врска помеѓу богатиот и сиромашниот, врска помеѓу муслиманот и христијанинот и помеѓу сите други различни структури. Тоа значи дека ако богатиот може да приложи курбан, а сиромашниот не, тогаш богатиот треба да му даде на сиромашниот за да се израдува и тој. Значи, моментот на радост на сите е всушност карактеристично за празникот. İşleri Başkanlığından işte го наметнуваме сега само социјалниот аспект, не и религискиот, представува како значи радост за сите различни целни групи во општеството. Значи и жени кои се сами оставени, како вдовици и значи сиромашни и други различни социјални структури на овој ден сите стануваат рамноправни, сите се заедно. Тоа е и целта на курбан, да ги зближи народот и да нели народот меѓусебно живее во соживот и љубов со разбирање. Во земите каде што се принесува курбан, владае мир, затоа што со принесувањето се спречуваат меѓусебните расправи и кавги. O memlekette olabilir ki Ибраим алейхиселам, значи го подарувајќи го својот син како курбан, во замена Аллах му испратил коч од рајот и сето тоа за да го спречи крвопроливањето на човекот. Значи со самото принесување на курбан ние на некој начин го спречуваме меѓусебното девијантно однесување. Инаку ден пред празникот муслиманските верници се собираат на петочна молитва, зашто претходно мора да се измијат на чешмата што се наоѓа во дворот на џамијата, со цел да влезат чисти во неа. И денес после петочната молитва на некој начин сите се ангажирани во овозможување или изнаоѓање на нели овен кој што утре ќе го приложат како курбан. Празникот го дочекуваат со молитва, на кој му претходи 10-дневен пост со конзумирање храна само во вечерните часови. Имамот во Кочанската џамија им го честиташе Курбан Бајрам на сите верници од исламската вероисповед. По повод предстојниот муслимански празник Курбан Бајрам, градоначалникот на општина Кочани испрати честитка до граѓаните. Од мое лично име и од името на општина Кочани до сите верници од исламската вероисповед упатувам искрени честитки по повод верскиот празник Курбан Бајрам и им посакувам многу здравје, спокој и среќа.
Овој верски празник нека биде мотив да живееме во меѓучовечко разбирање, почитување и хармонија и заеднички да градиме поубава иднина за нашата општина и за сите нејзини граѓани. Испраќајќи ви на искрени честитки, посакувам празничните денови да бидат исполнети со љубов, радост и духовен мир, се вели во честитката од градоначалникот Радко Димитровски. Полициската станица Кочани ги известува граѓаните дека внедела на 5 октомври ќе се спроведе пробно испукување со оружје, што со дозвола го поседуваат граѓани на Република Македонија. Испукувањето ќе се изведе во местноста Каракашева чешма во периодот од 11 часот и 30 минути до 15 часот. Поради зголемена безбедност, потребно е граѓаните да го избегнат движењето во близина на споменатата локација во наведениот период, се вели во известувањето од полициската станица Кочани. И за крајот вестите проследете спортската информација. На програмата надпревари во третата и женската фудбалска лига за спортскиот викенд. Почетокот на сезоната во втората кошаркарска лига одложен за следната недела. В сабота се играат надпреварите од второто коло во женската фудбалска лига со исклучок на средбата помеѓу АС Юнајтед и Речица, што на програмата е ден предходно. Двојките за ова коло се Конзули Борец, Победа Куманово, Младост Иднина САО Ризари, Тиверија и Статов, Драгон 2014 и Кочани Топгол. Надпреварот на стадионот Никола Мантов е со почеток во 13 часот. Кочани во новата сезона влезе победнички со извонредна представа во Речица, каде однесе висока победа. Потешка задача ќе има Младост Иднина САО Ризари, која загуби на домашен терен во првото коло, па за првите бодови ќе мора да се бори во Куманово, кај еден од аутсайдерите од минатата сезона. Недела, 5 октомври, на програмата е седмото коло од третата фудбалска лига Исток. Осогово игра пред својата публика, додека Слоград 934 гостува. Двојките се Овчеполе Напредок Здравје Радово, Баби 14 октомври 1946, Тиверија Каменица Саса, Брегалница Голак Беласица, Работник Джумајлија Слоград 934 и Осогово Плачковица. Сите надпревари се закажани за 15 часот. За Осогово ова е многу важен надпревар. Кочанскиот третолигаш мора да оди на победа ако сака да го задржи чекорот со водечките по минатонеделниот пораз. Надпреварувачката сезона во втората македонска кошаркарска лига ќе почне на 25 октомври, една недела подоцна од планирањата. Во првото коло Баскет Дино ќе гостува во Радовиш. Останатите двојки се Атаве Пелистер, без Гевгелија Тетекс, Михајловски Куманово Црндрим и Борец Шкупи. Баскет Дино за сезоната 2014-2015 пријави уште една екипа во М15 лигата, исклучиво за кошаркари родени 2000 година. Двајца кошаркари на Баскет Дино се најдоа на поширокиот список на македонската репрезентација. Станува збор за Андреј Данилов во категорија М15 и Филип Филипов во М16. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд.